Добро вечер. Време е за најновите информации од културата. Во изложбените простории на Музеот на Македонија отворена е изложбата Кузман Јосифовски Питу Живот во слики. Изложбата е дел од проектот посветен на животниот пат на револуционерот и народен херој Кузман Јосифовски и истата се реализира во рамките на годишната програма за работа на музеот со финансиска поддршка од Министерството за култура. Над 50 фотографии кои сведочат за животот и делото на македонскиот револуционер и народен херој Кузман Јосифовски Питу се изложени во изложбените простории на Музеот на Македонија како дел од изложбата Кузман Јосифовски Питу Живот во слики. Носител на проектот, воедно и автор на изложбата, е магистер Здравко Стојковски, кустос и историчар во музеот. Идејата за оваа изложба е да се презентира Кузман Јосифовски Питу во една современа, нова, иновативна форма, како значајна личност од македонската историја. Сметавме дека со неговиот бурен и доста исполнет живот, дека е доста подобна личност за ваков тип на музејска презентација. И исто така дека Кузман Јосифовски како карактер, како личност, со своите постапки, со своите дела е една личност од која може доста да се научи. Значи е поучна личност, така да би рекол дека идејата и целта на оваа изложба и на проектот кој што работиме е двојна, односно музејско изложбена цел, презентација и истовремено и една многу важна образовна компонента, бидејќи сметаме дека посебно младите генерации и учениците можат доста да научат од животот и делото на Кузман Јосифовски Питу, да извлечат значајни поуки. Истовремено да извлечат поуки и да научат нешто за македонската историја, и за животот на луѓето во тој период, на неговите генерации, на борците кои што се бореле за ослободувањето на оваа земја. Изложбата е дел од проектот Кузман Јосифовски Питу Животна приказна, посветен на животниот пат на револуционерот, а се реализира во рамките на годишната програма за работа на музеот со финансиска поддршка од Министерството за култура и туризам. Во рамки на 48-то издание на Деновите на македонска музика, во Музеот на македонската борба се одржа концерт на дувачкиот квартет Консонанс. Ансамблот формиран во 2007 година од инструменталисти на Филхармонија. Настапи во состав Елена Дојчинова флейта, Маја Кастратовиќ англиски рок, Здравко Ангелов кларинет и Сашко Темелковски бас кларинет. Со големо задоволство ги свириме македонските композитори и се обидуваме што повеќе да се застапени на нашите концерти, бидејќи од особена важност е да се поддржува македонското музичко творештво, да се соработува со композиторите кои што живеат во исто време во кое што и ние нели живееме, твориме заедно, соработуваме, тие пишуваат композиции за нас, ние ги изведуваме и така натаму. Така и на вечерашниот концерт. На програмата на концертот ќе бидат изведени дела од Благој Цанев, миниатури, кои што ги адаптираше Филип Иванов, композиторот Филип Иванов, меѓутоа ќе изведеме и дело на Филип Иванов. Композицијата Филип ја напиша специјално ја посвети на нашиот ансамбл, потоа ќе биде изведена композицијата Звезден трак од Валентина Вилковска-Трајановска, која што исто така го направи делото специјално за нашиот ансамбл, и композиции кои што ќе бидат премиерно изведени на овој концерт, а тоа е композицијата на Ангел Спировски и композицијата на Бојана Петровиќ Алексова. Тие напиша, ги посветија композициите на ансамблот и ние со голема радост и задоволство ќе ги отсвириме вечерва премиерно за публиката која што ќе биде дојдена на концертот, и уште една композиција, тоа е композицијата од Љубомир Бранџулица. Од 16 до 19 октомври Скопје ќе биде домаќин на еден од најреномираните музички настани во регионот, Скопскиот џез фестивал. Покрај концертите, фестивалот и оваа година нуди и филмска програма, документарни филмови кои ги истражуваат духовните и културните корени на џезот и неговата трансформација низ децениите.
Основната цел на фестивалот е да ја задржи репутацијата која вие и не мора да ја знаете, ја има фестивалот во Европа и во светот. Се работи за тоа да успешната приказна од изминатите години, а тука се работи и за подалечната историја, едноставно треба да продолжи со сите елементи кои кажуваат зашто е таа успешна приказна. Клучно во целата приказна се разбира дека е изборот на програмата. И со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што и денеска бевте со нас.